Почитувани, добар ден, ја почнуваме црвена линија. Верувале или не, експертите ги оценија нашите патишта со оценка помеѓу 3 и 4. На скала од 1 до 5, тоа е исто како да ти кажат не е лош новиот автопат, само уште да го завршите и да го поправите. Се уште се гради автопатот Кичево-Охрид. Требаше да биде готов 2018-та, но ете 11 години подоцна ево изградба. Ке биде готов летово и така секоја година. Ама има едно лето се вика Куково, но и тоа има тенденција да досне кај нас. Коридорите 8 и 10 звучат како шифри од таен план. Се планира, се експроприра, се променува закон и се асфалтира. Ама само на хартија. И додека некој држи ножици за свечено сечење ленти, ние возиме по патишта со оценки 3 на 4 или 4 на 3. Регионалните патишта, нови патишта, можеби. Одржување, со среќа, клучки. Има една се гради кај Момин поток Скопје, голема, огромна. Прави метеж за сите пари, ама еден убав ден кога ќе ја пуштат до тогаш 1 километар се поминува за 45 минути. Во Европа во меѓувреме се дискутира за летачките автомобили, а ние се уште расправаме каде да поминува трасата на патот. Сите знаат дека треба нешто да се прави, ама никој не знае што точно. Иронијата е што за автопатот до Европа не треба европска експертиза, а дупките ни ги пополнуваат со локални изговори. За железницата друг пат. Доволно е денеска за патиштата. Патната инфраструктура според експертите е крвотокот на економијата. Кај нас крвотокот, вените со дупки, артериите со шахти и нормално економијата да ни е во шок соба на инфузија. Дали оценките 3 и 4 ни се поклонети? Која е вашата оценка за патиштата од 1 до 5? Тоа денес централно ме прашува црвена линија, а кога сме кај прашањата, стандардно како и во секој издание, имаме прашање кое што го одговарате ако не следите на Инстаграм. Па заследете не веднаш и бидете дел од оние кои што редовно учествуваат во нашите анкети. Профилот ни е црвена линија, но задолжително заследете го и профилот на Телма телевизија. На Инстаграм стори на двата профила, еве каква анкета поставуваме денеска. Верувате ли дека 57 километри може да се градат 11 години? Имате две опции за одговор, да, не. Кликнете на вашиот одговор, значи на полето, ако е да, кликате тука, ако е вашиот одговор не, кликате на ова поле. Секако резултатите конкретно ова денешно издание ќе бидат сумирани во проценти и соопштени. А за учество во црвена линија е доволно само да го завртите добро познатиот телефонски број 02-307-0005. И ве молам, задолжително, особено оние кои што можеби немаат искуство во контактни емисии, а ќе посакате и верувам дека ќе има многу кои што ќе дебитирате во црвена линија. Секако веднаш и целосно намалете го тонот на ТВ приемникот од проста причина, оние предвидени 90 секунди за едно јавување да не се трошат на тоа колку добро се слушаме, да не помислувате дека некој друг зборува наместо вас, така да се што зборуваме јас и вие и учеството во црвена линија оди преку телефонска слушалка. Па да почнеме со вас. Еве, која е вашата, драги мои, оценка за патиштата во земјава од 1 до 5? Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, во црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Ало. Ве слушаме, дали е намален тонот на телевизорот? Да, ало. Да, ние ве слушаме, повелете. Не е намален тонот на телевизорот. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Ало. Верувам дека гледачката и ви од режија, молам, ако може да и посочат, се разбира, веднаш да го намали целосно тонот на телевизорот. Ало. Добар ден, дали ме слушате? Да. Добро, се слушаме, во црвена линија сте. Ало. Ало. За жал нема ни да се слушнеме добро. Верувам дека гледачката сега од кога ја спушти слушалката, веднаш ќе го заврти повторно нашиот број 02-307-005 и ево токму од овие причини укажувам секогаш кога ќе го завртите нашиот број.
веднаш целосно на 0 тонот на телевизорот, воопшто да нема звук, за да нели немаме еве како пред малку ситуација каде што навистина гледачката не беше во можност да слушне дали е воопшто вклучена во програма, а беше вклучена. Така да ве молам, почитувајте го тоа правило. Јас еве за оние кои што малку подоцна се вклучија, сега ко подсетуваме дека денеска темата во црвена линија се нашите патишта. Дадена е оценка 3 и 4 за патиштата, дали сметате дека еве дури ни се и поклонети овие оценки, кога веќе сме кај оценките, која ќе биде вашата оценка за патиштата во нашата земја од 1 до 5? Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, убав ден во црвена линија. Точно е дека оценките ни се поклонети. Од Гевгелија до Скопје катастрофа. Значи, ја би дал еден и пол, максимум двојка, некаде двојка, а инако обично единица, 1 плюс тука некаде. Значи, катастрофа. Од Гевгелија, пошто јас сум од овој крај. Јас често патувам за Скопје до аеродромот, одам до Ниш, Белград и натаму. Значи, истиот изведувач што го правеше патот во Македонија и во Србија, тоа е голема разлика. Кражбата, 1 сантим од асфалтот е многу голема. Значи, во должина, во ширина, во длабочина, во материјал и во смесите кои се прават асфалт. Тука се прават најголемите кражби. Разговарав со еден инженер, не ви го кажувам, пошто не смеам да го кажам. Значи, тоа се големи кражби. Најголемите кражби се во изградба на патиштата. Значи, сум патувал секаде. Италија, Турска, Бугарија, Грција, па добро, Малта не е битно и таму сум бил, меѓутоа овие па многу е кратко времето, Тина, не можам да се доискажам. Значи, патиштата џаба ние плаќаме патарини, џаба плаќаме регистрации. Тоа е катастрофа, народ го... Големо благодарам за вклучувањето. Со вас, всушност, практично ја почнуваме оваа дискусија, односно оценувањето. Тоа е темата денеска во црвена линија, која е вашата оценка од 1 до 5 за патиштата во земјава. Гледачот даде оценка колку што паметам 1. Секако продолжуваме по натаму, а еве и да укажам на гледачот, секако ако сака нови 90 секунди, секогаш е добре дојден, се додека нели трае црвена линија, можете повторно и повторно да го завртите нашиот број и да добиете нови 90 секунди за да се доискажете. За сега продолжуваме со утврдените правила, продолжуваме практично со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Убав ден, Игор. Поздрав до вас и поздрав до емисијата и до сите гледачи и слушатели. Благодарам многу. Која е вашата оценка за нашите патишта? Од 1 до 5? Оценката 1 на 2. Сега, баш сакам да прашам која институција или од каде е таа оцена, која дал? Тука не разбрав. Дали е тоа некоја европска институција или наша институција? Доколку ако е дала европска институција, значи не поминале тие сегде по патиштата низ Македонија. Јас би кажал за патот, фамозниот автопат Кичево-Охрид, бидејќи лично сум засегнат, често пати патувам од Кичево до Охрид и значи од овие 12 години 4-то возило менувам, затоа што после 3 години користење по тој пат, целото е за во отпад. Сега, можам да кажам дека и лично сум засегнат за тој автопат, бидејќи таму ни експроприја земјиште, кој ни го плаќа само по 30 денари од квадрат. Нака слуша македонската јавност, значи нема ни и тогаш немаше ни една кутија цигари, а ни зема 1 квадрат земја. Тоа е тоа со оглед на времето, поздрав и пријатно. Благодарам многу за одговорите и секако за денешната оценка. Денеска продолжуваме со ова, секако од вас очекуваме еве вие лично да дадете оценка за нашите патишта, се разбира од 1 до 5. Па продолжуваме со гледачите. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Ало? Добар ден, ве слушаме, повелете. Ало?
Дали ме слуша гледачката? Да, ве слушам. Одлично, во црвена линија сте, повелете. Да. Благодарам. Па би дала оценка тројка и лично сметам дека треба поголем акцент да се даде на средства за реконструкција на патиштата, нови патишта, како и на локалните патишта. На Македонија навистина и треба таква инфраструктура и затоа лично сметам дека треба да се инвестира повеќе на овој план. Дали е тоа се? Имате се уште време? Би ве молила на 1.7.2024 во ресторанот Македонска куќа во Прилеп седеа 6 младичи, податок само дека 2 се женети и 4 не, би ве молила, ако се во можност, да ми се јават. Од животно прашање. Добро, Многу благодарам. Ви велиме и ние големо благодарам, пред се поради тоа што еве се вклучивте во дискусијата на црвена линија и секако можноста нели да ги информирате оние на кои што им се обраќате, колку што паметам и сте седеле заедно, да ве контактираат. Па еве ќе направиме едно добро дело, а ако не следат, секако верувам ќе допре информацијата до нив и слободно нека се јават во црвена линија да ве поврземе. Како и да е, ние се продолжуваме со нашата тема, нашата дискусија. Сега се разбира како и во секој издание сте граѓани кои што активно го живееме овој живот во оваа земја, па и како возачи, па и како патници и сувозачи. Еве која би била вашата оценка кога станува збор за патиштата низ земјава? Оценуваме денес од 1 до 5. Која е вашата оценка? Добар ден. Добар ден. Убав ден, црвена линија, повелете. Фала, поздрав. Поздрав. Видете, оценка, ако има нешто испод 0, да кажам, -1, -2, -3, да, за патиштата. Не можеме ние само да ги земе патиштата, локалните и автопатиштата. Значи, јас живам у нас во село, како год го кажете, ви избегал. Значи, дупка до дупка. Колку пари плаќам за регистрација за коли? Значи, ова е све политички игри. Ја би рекол вака, ако сакате да бидете во време полицајчар, прво жртвувајте 3 години у затвор. Како војска што служеле некогаш по 3 години, оние нека го жртвува животот 3 години у затвор. Па после нека влезе у политика. Ја мислам, можда глупово звучи, али не знам оваа држава више кој е правецот. Немаме ние правец, ни автопат, ни пат, ни локален, не. Немаме ние ништо, луѓе. Разберете се. Значи, тоа е вистината. Кој на кого му се свиѓа моите коментари, на кого не му се свиѓа. Еве, анкетно ве молам анкетата да ни одговорите. Верувате ли дека 57 километри може да се градат 11 години? 57 години. Ајде, луѓе, ајде, кратко живеам долго време во Србија. 3 пати ја сеча лентата од граница до Бујановаc. Благодарам многу за одговорите. Секако денес велам и за оценките. Тоа е она што црвена линија денес ве прашува, да дадете оценка на патиштата во земјата од 1 до 5. И дали еве според вас оценките од експертите 3 и 4 за патиштата ни се поклонети. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Мојата оценка за патиштата сакате да чуете. Секако повелете. Се викам Слободан Филиповски. Патиштата ни се вакви какви се, ни се одлични. Мојата оценка за патиштата во Македонија е 5. Ние како држава сме 0. Да не кажам единица, еве. Значи, ништо не функционира. И сега патиштата се, како да ви кажам, па не може да... Прво економија треба да има, па да економијата
да произведе патишта. Како ќе се направат патишта кога нема економија, кога никој ништо не работи? Кога сите гледаат перспектива како да избегаат. Кога не функционира ни локалната, ни државната власт, кога ништо не работи како што треба. Апсолутно не. Влезете во општина, шалтерите празни. Влезете во катастар, шалтери празни. Кај год влезете, идете во автокоманду, катастарот, не може, никој нема кој да ве прими. Не сакаат ни да разговара. Портирот ви дава погрешни броеви за информации. Се е наопак. И сега патиштата. Патиштата се одлични. Вакви какви сме, не треба ни да патуваме ние. Овие неколку посто што може да си дозволат да патуваат, они и онака си одат по Грција и по транспорт. За кај нас баш им е гај. И така и треба да биде. Ние не сме ни заслужиле повеќе. Мојата оценка за патиштата е 5. Благодарам за вашата оценка, уште поголемо благодарам за учеството. Сега ако останете со нас да го проследите и понатаму оценувањето на патиштата од страна на граѓаните, односно во овој случај гледачите. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден, Тинче. Добар ден. Која е вашата оценка на патиштата низ земјава? Мојата оценка за патиштата е, Тинче, 2. Добро. 2. Ова 2 е. Не заслужуваат ништо. Луѓето ги искршивме колите. Ве слушаме, продолжете. Да. Колите се искршија, нема ништо не функционира во оваа држава. Стварно, еден пат киќе во Охрид да се прави 14 години, тоа е срамота, бе. Па, тоа е срамота. Затоа ја би дала 2 за патиштата. Еден пат да не можеме да го направиме тоа, светот не слуша и не гледа. Бруки сме стварно, Тинче. Благодарам многу што Толку е. Тинче, така биди ми поздравена. Благодарам многу, бидете поздравени вие, но секако останете со нас допрва, нели ќе се вклучуваат гледачи кои што секако ќе оценуваат, па да видиме како ќе течат вашите оценки за патиштата низ земјава. Јас секако ќе ве потсетам, значи сите вие кои што нема да успеете да се вклучите во живо во црвена линија, секако учеството можете да го направите и преку коментари, споделување на социјалните медиуми, така да е доволно да ја заследите нели црвена линија на Facebook, но и профилот на Телма телевизија. Редовно на двата профила паралелно се објавуваат темите секојдневно за кои што зборуваме со вас, па така и оваа денешна. Сега ќе ве пренесам на Facebook за да видите како изгледаме таму. Значи црвена линија прашува пред се дали оценките 3 и 4 за патиштата ни се подарени и која е вашата оценка за патиштата од 1 до 5. Како да е една напомена, особено еве и за коментарите, јас навистина ќе ни биде задоволство да ги прочитаме сите меѓу вклучувањето на гледачи, но и да ја запазиме етиката на црвена линија. Тоа значи и во коментари, колку и да сте гневни, изиритирани и така натаму, да се држиме до културата на изразувањето, значи немојте да пишувате пцусти, погрдни зборови, говор на омраза или говор кој што алудира на насилство, за да можеме да го прочитаме коментарот. Сето тоа знаат гледачите, важи и за искажувањето во живо во оние 90 секунди. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав и до вас. Која е вашата оценка за нашите патишта? 1+. 1+, добро. Да. Вака, имам јас малце коназазење. Македонија треба да видиме како држава интересна од Европа према Грција кога одат, ние имаме здравствен туризам. Сите кои се болни од бубрези, од песок, од камчина, влегуваат од Куманово до Грција, 90% луѓето му се треса. Така да наврајче е неповторно уште еднаш. И луѓето ги откажува операциите во Европа. Значи, камчина, лечење за бубрези, камина, македонските патишта си дал. Добре, ве, анкетното прашање, верувате ли? Да, сега вака. За патишта, сама Албанија, нека види Косово, се е кажано. Што да кажам за патиштата? Еве, верувате ли дека, ве молам, верувате ли дека, ме слушате, верувате ли дека 57 километри може да се градат 11 години? Не, 14, грешка сте. 14, добро. Да, 14, да.
од кои 11 години беше министер Милена Кинска, од Прилеп 3 години Сугарски 14. Така да Прилепчани се 14 години. Тоа е едно. Значи Прилеп Битола не успеа да го направи, Прилеп Градско не успеа, Прилепчани ве. Толку за патиштата. Одиме понатаму, ме интересира мене само дали знаат граѓаните дека ако Македонија во устав побрзо влезат сите 8 националности, 10 до 12 милиарди евра имаме грантови средства, од кои 3 милиарди се за патишта. Така Бугарија се разви, така Чешка, Словачка, Словенија, Хрватска. Благодарам многу и за одговорите, и за оценките, и секако за тоа што бевте дел од Црвена линија. Не се оддалечувајте од ТВ приемникот, продолжете да не следите. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добро, останете и на линија. Секако напомена, ве молам, особено оние кои што еве за прв пат а верувам ке имаме такви, ке се вклучат во Црвена линија, намалете го целосно тонот на телевизорот. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Јас малку ќе дадам време, бидејќи има некаква фонија, верувам дека имаме некого на линија, ве молам намалете го само тонот на телевизорот, за да имате нели веднаш увид дека сте вклучени во емисија и ве чекаме за да ве слушнеме. Денес Црвена линија, подсетувам, прашува која е вашата оценка за нашите патишта од 1 до 5. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте, ве слушаме. Од 1 до 5 оценката е за патиштата во Македонија. Ја мислам дека за патиштата во Македонија е испод 1. Испод 1. Минус 1. Добро. Минус да 1. Затоа што патиштата не се одржуваат редовно. Асфалтот што се ставеше за една употреба. Некаде патиштата се асфалтираат дури по 3 пати со асфалт. Затоа што тај асфалт не е квалитетен, што се става во патиштата и се роне и се појавуваат разни дупки по патиштата и испадне пато на место рамен, рид дол. Тоа се работи во Македонија. Не само регионалните патишта, не и автопатите, него и локалните патишта се во исто такво стање. И работата е што покрај патиштата, локалните, на трава има по 1 метар што не се косе и не се одржава тие патишта како што треба. И затоа е потребно одржување на патиштата за стално, за да има возачо која возе прегледност дека треба да возе и каде треба да возе, да има обезбедено банкини покрај патиштата, за да можат, не дај Боже, нешто да се случи, да откаже на возачо некој дел од колата. Благодарам и вам за учеството и секако денес за оценувањето. Внимавајте, само тајмерот 90 секунди се предвидени. Но ако сакате нови 90, побарете неповторно. Продолжуваме да видиме какви оценки давате во денешната тема. Оно што Црвена линија прашува е која е вашата оценка за нашите патишта од 1 до 5. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Па јас нашите патишта би ги оценила со 1. Ќе кажам и зашто. Затоа што имам прилика повеќе да патувам. Еве ќе речам низ бивша Југославија, па еве тука Косово ни е блиску за да го видиме. Од сите бивши јурепублики ние имаме најстрашни патишта. Во мојата населба е после земјотресот, значи од 63-та година. Се уште имаме улици од времето на Југославија. Јас се прашувам каков е тој асфалт што од 63-та се уште трае. А новиот асфалт значи е за 1 мандат. Политичарите следните избори ќе треба да им биде срам да излезат и да ја кажат програмата. А првото нешто во програмата им е патиштата. И кога ќе се вратиме уназад 35 години, значи по 4 години владење, и нивната програма е патиштата ќе ги направиме, улиците ќе ги направиме, човек ќе се замисли кој знае колкава е Македонија, колкави улици имаме, колкави патишта имаме, а наше од Охрид до Гевгелија е 400 километри. Толкава ни е во пречник Македонија. Значи, кај нас квалитетот е 0, а знаеме зашто.
процентот корупцијата. Затоа немаме ни никаков квалитет. Колите си ги упропастивме, а никој не одговара за тоа. Значи немаме ни служби каде да се пожалиш за да ти платат оштета. Големо благодарам за учеството и она што сега го споделивте со гледачите на Црвена линија. Останете со нас. Пристигаат и коментари, значи тука ќе ве подсетам сега како секој од вас може да учествува во Црвена линија и преку пишување коментари и споделување на Facebook. Профилите се Црвена линија и сега како профилот на Телма телевизија, каде што ги објавуваме темите. Ќе почнеме со коментарот на госпоѓа Светлана Андреева. Еве што напиша. На нашите прашања дали оценките 3 и 4 за патиштата ни се подарени и која е вашата оценка за патиштата од 1 до 5, Светлана Андреева напиша. Како не верувам, па докажа, дали ќе може да покажеме? Јас сега ќе го прочитам коментарот. Светлана Андреева напиша, како не верувам, па докажа луѓето. Оценка 2. Кинезите за 11 години, 11 автопати ќе направеа. Која е вашата, почитувани, оценка за нашите патишта од 1 до 5? Добар ден. Добар ден, Тина Христина. Добар и убав ден, повелете, ве слушаме. Наставникот Роме Сеава. Сега ко ве познаваме. Ја редев оценки. Еве како наставник, која е оценката за патиштата? 0. И минус. Минус 0. Минус. Добро. Зашто тоа не е направено ништо. Асфалтот го редет малку, ќе клајат асфалт, поќе песок. И така само дупки се прави. И овдека нема трет во држава. Го направи еден, што го вика Бектел Јенка. И направи ништо. Само зеде пари. Нашава држава само е крадет. Нашите прости луѓе и затоа е раководат тие што се пошерят и за крадење. А не за работа. Од работа не се збогатви никој. Само од крадење. Ама јас ништо не сум крадел во животот. Пак не сум сиромав. Верувате ли дека 57 километри може да се градат 13-14 години? Не може да биде тоа никогаш. Како можело? Па тоа може да во цел свет да направиш. Да се кинези ќе направат во цел свет патишта. Не овој раководителот на Бектел Јенка, тој направи пари. Благодарам за учеството и секако за одговорите. Ве префрлам и на профилот на Телма телевизија, заследете не и таму, пишувате и таму коментари, како и на профилот на Црвена линија. На нашите денешни прашања, дали оценките 3 и 4 за патиштата ни се подарени и која е вашата оценка за патиштата од 1 до 5, Жаклина Ситниковска напиша, јас паднав 2 пати во месецот. Тротоарите, улиците, па и порта Влаја цело е крпено, лепено со поместени плочки. На крај сватив дека јас сум крива, пошто треба да правам повисоки чекори за да не се сопнувам. За патиштата без коментар, досадно е веќе и да зборуваме. Благодарам, Жаклина, што земавте учество во Црвена линија со вашиот коментар. Продолжете и да не следите, и да коментирате, и секако да учествувате во секоја наредна дискусија. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Па не знам дали вреди да се оценува. Кој е тој што оценувал меѓу 3 и 4, неам појма. После издаја власта, бидејќи тие ги лапнаа парите, па сега и си пишаја високи оценки. Ова, зошто се гради Кичево Охрид толку време? Има некои објективни, а има и субјективни причини. Објективните причини се тоа што има и некои клизишта, имаше и спорови околу експропријација, меѓутоа субјективните причини се кражба. Многу се кради, претерано. Тендери, тендерманија работи, се пазарат луѓе, се, што ти ја знам таму,
А најголема печалба имат политичарите, а нив му е гајле, тие си одат со авиончиња, така да не одат по патишта, одовде до онде, ќе си скокнат со авионче. Го имаме Лирџетчето, имаме, почна и да пазарат авиони да земат под рента цели авиони за делегациите. Така да, не знам, не ни оди добро ова. Благодарам многу и за оценките и секако за учеството во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Подсетувам Црвена линија, денеска ве прашуваме дали сметате дека оценките 3 и 4 за патиштата ни се подарени и која е вашата оценка за нашите патишта од 1 до 5. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Голем поздрав до добрата водителка од Скопје Тина. Благодарам многу. Јас се поздравувам од Битола. Па име, која ќе биде вашата оценка за патиштата во земјата? Од 1 до 5. Некоја нула, поголема нула. Не чинат воопште патиштата, не се добри. Јас патував, например, до Атина, ме носеше синот. Толку патиштата беа поинакви од овде, јас се чудев. Овдека ништо не правиме, бродот тони. Ние потонати сме луѓе. Се искраде се, добро како не му стасаа парите на луѓево. Шо е ова крадење, само се чудиме, верувајте. Шо ќе правиме вака ние во ова земја? Ако се вложеше, ние ќе одевме по златни патишта и од златни чешми ќе пијавме вода. Верувајте ако не крадеја доолку. Шо ќе правиме натака, и за јадење ќе почнеме да страдаме ние. Бродот е потонат. Бродот е потонат, ништо не правиме. Јас сум претерано разочарана од ова земја. Многу ви благодарам и голем поздрав од Битола. Големо благодарам и вам и за учеството и за одговорите и секако и преку вас ќе ги поздравиме и битолчани кои што во моментот ја следат Црвена линија. Која е вашата оценка, почитувани, кога зборуваме за нашите патишта од 1 до 4? Експертите ги оценуваат со оценки 3 и 4. Сметате ли дека се подарени? Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Секако, повелете. Благодарам, поздрав од Охрид. Вака, ја ќе ги поделам во 3 категории нашите патишта. Прво, петка ќе биде автопат кој што е изграден, а уште не пуштен. Значи, после 5 години тој истиот автопат, бидејќи никој не го одржава, ќе има оценка 3. Додека останатите патишта, сите што ги имаме, не повеќе од -2. Толку имаме такви квалитетни патишта по кои што можеме да возиме. Ево, баш денеска бев до едно место и додека се вратив назад, да ви кажам, бубреците ми испадна. Од дупка во дупка преоѓам, значи како да дадеме повеќе, дури тоа е многу -2. Сега интересно ми е оно што рековте, патот Охрид-Кичево, 57 километри се гради над 10-14 години колку е тоа. Баш ми е драго што сега, значи, ВМРО го почна тој пат, виде какви проекти донесоа, видоа на каков терен ќе се гради, не на доволно донесени тие проекти, неквалитетни проекти и сега тие ќе го завршат. Ама на крај треба да дадат резултат. Каде погрешиле ВМРО? Затоа што тоа е нивни проект, тие го направија тако како што е, да не може да се заврши повеќе од 10-14 години. И нека им е на здравје и нека не се фалат дека прават патишта, прават ова, прават. Ништо не прават. Благодарам и за оценките и секако за учеството во Црвена линија. Пишувајте, ве подсетувам и коментари на Facebook, Црвена линија, нашиот профил, ако не следите и профилот си, како на Телма телевизија, паралелно секојдневно Црвена линија ги објавува и на двата профила темите за кои што зборуваме со вас. Денеска бараме од вас да дадете оценка за патиштата во земјава. И секако да дадете одговор на прашањето дали сметате дека тие оценки кои што се дадени како 3 и 4 за патиштата ни се подарени. Ева уште еден коментар од Кенанзија Кам, кој што напишал, односно дал оценка -5.
патиштата во Македонија се катастрофа. Ете како изгледа коментарот. Секако ве молам, само изоставете погрдни зборови, не лепцосте и во искажувањето во живо и секако во рамки на коментарите. Продолжуваме со вас, па да видиме какви оценки допрва ќе следуваат. Кога станува збор за нашите патишта? Добар ден. Здраво. Здраво. Еве, каква оценка ќе дадеме? Чекај, само ме занима кој ги дава овие оценки. Не сум од почеток емисијава. Која е таа агенција или што се тие? Кои се овие оценувачи? Експертите стои даваат оценка 3 и 4. Вие која оценка ја давате? Овдешниве експерти, нашиве. Нашиве експерти даваат. За да ги попалам, не за друго, сакам да ги попалам. Пофалете ги, кои да се? Значи, ако се експерти, значи лавда име, значи луѓава, значи треба било да им дадеш нешто друго да ти градат, да они да оценуваат како да функционираш. Кој бре 3-4 е успех. Нема по западов 3-4. Што збориш? Во нашите патишта се пуштете малку на YouTube, малку по Украина, таму што ги даваат снимки, што ги гледам, кога возат со тие джиповите таму, новинарине, по какви џомбасти патишта возат, минирани, пусто и свесна. Па тоа се нашите патишта, че мини палат на патиштата да има и све ќе е најболje. Ја не знам овие експерти, дали се експерти по звање или по нешто друго се експерти, кои им ги даде нив оценките, ја не знам за да они бидат експерти да оценуваат. Или па се ставени некој милионче евра у джепче, за они да дадат позитивен одговор. Минус, све е минус до минус. И тоа големи минуси, што се вика со знакот бесконечно, тоа какви минуси за патиштата и за експертиве. Поздрав. Поздрав, благодарам и за оценките, секако за учеството во Црвена линија. Продолжуваме со вас на 02-307-005. Се вклучувате, а Црвена линија ве прашува. Еве, дали оценките 3 и 4 за патиштата се подарени според вас и какова вие оценка давате за нашите патишта од 1 до 5? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас ќе посетам дека во ЕКЕ и анкетата се уште може да дадете учество и таму, односно анкетата е редовно се одвива на Инстаграм, така да ако не заследите нашиот профил е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Инстаграм стори, еве анкетата за денес е следна, односно верувате ли дека 57 километри може да се градат 11 години? Две опции за одговор да, не. А какви се оценки ќе дадат гледачите и понатаму во Црвена линија за нашите патишта, станува да слушнеме. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте? Да, сакам да ви кажам дека ако не дојдеше ВМРО, ништо немаше да има. Ни калдрвик имаше, ни од патиштата и врапците ќе се сопка. Не сум ВМРО, да знаете. Значи, кај што е добар, добар, кај што не е, не е. Ама ова, ако станеше СДС, знаете дека ќе требаше со летечи коли да одиме од овие патишта. Овие, гледаш, за чочици ги бива. Ама како чавката, кој се китала со туѓи перја, и кој си ги зеле сите тие пердувчината мила, она па останала црна. Сега пак како да сте на ново. Абе, толку ли не мислат дека сме глупави? Јас, значи, има и тупаци и во ВМРО и СДС, има и добри, квалитетни, али ориентацијата ни е тотално крио на СДСМ. Во секој однос. Што направија? Направиле 100 милиона километра до месечината, па така и да зборот, да не карикирам. А не направија, не затворија дупка. Овие, например, патот од Богданци до Гевгелија го прават и многу ми е мило. Патот од Скопје до Охрида, кај Кича, ако не го направи ВМРО, знаете дека нема ништо да види. Значи, поажно да не дојдат за да не ги запуштат тоа што е направено. Не може што вика едно време тие што направија, овие не може да испарваат. Благодарам за учеството и за вашите одговори во Црвена линија.
Еве и коментарот Танасија Тане Иловски го напиша следното: катастрофа, тотална негрижа. Јас се надевам дека поголем број од граѓаните на Македонија имаат видено како изгледаат патиштата по Европа, па дури во нашето опкружување, за да не дозволиме од нас да прават мајмуни. Какви оценки, каков бакрач? Бандотизам. Автопат почна 2012, уште не е готов. Колку години се тоа? Од 2012 до 2025, тоа е 13 години. Па верувате ли дека 57 километри може да се градат повеќе од 11 години и како возачи, и како граѓани, па и сувозачи, патници, каква оценка давате за нашите патишта од 1 до 5? Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав за телевизија. Телма. Благодарам. Добро кажуват, добро темичка има. Добро. Го поздравам Саве исто од Германија. И да се слушнеме. Вака нешто. До сега ВМРО ги грза сите пати. Се. Патиши и на Охрид, значи, то наше Охридско плажи и Охридски. Секаде. Нема вие ништо изградено. Вие само витува. Вие са домашни непријатели, фашисти, за нике нема пари. Парички за ние да остане, витува само на памет, се што и падне. СДС е опасна партија, не е македонска партија. Таа е застолничка партија по делот. Кажете ми, која е вашата оценка, еве, како корисник на патиштата? Оценка има најголемото што постои. Петка, значи. Најголемото постои, тоа е Александар Николовски, беше Милен Јакиевски, Тони Михајловски. Тоа се експерти што граде, што витува на народот. Те се министри за транспортни врски. Тоа са, значи со збор, ови ништо, само готовани и само да испродадат и алци да се збогатат и сега и да нема Македонија и устани измини бара Венко Филипче. И Венко Филипче треба да договара за СДС. Благодарам многу за вклучувањето и секако еве да дадам насоки можеби за гледачите кои што подоцна се вклучуваат денеска од вас како граѓани и корисници на патиштата во земјава, која ќе биде вашата оценка од ваше искуство, односно од 1 до 5. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Добар ден, од црвена линија. Само да ве информирам. Мојата оценка за за патиштата низ Македонија е чиста нула. Катастрофа. Необележани, без знаци, од страната немаат никаква она флуоресцентна идентификација, се градат по 15 години автопат, 50 километри, катастрофа. Ви благодарам. Благодарам. Покуси од предвидените 90 секунди, но секако сосема јасни и сега во нормално времето дојде за да ги соопштиме и резултатите од денешната Инстаграм анкета. Она што можам да забележам со оглед на тоа што секогаш нели и ги соопштуваме во проценти. Интересен е резултатот, така да на прашањето верувате ли дека 57 километри може да се градат 11 години, имаме нерешен резултат. Со да одговорија 50%, но со 50 истиве проценти инстаграмџи одговорија и со не. Она што следуваат се рекламите, повторно сме заедно по нив во студио. Почитувани, благодарам и за оваа црвена линија за вашите оценки, а секако топло препорачувам и понатаму да останете со Тилма. Причината е да си кажеме со Горан Петревски, а она за што ќе се зборува секако е за непроценливото културно наследство од творештвото на Горан Стефановски, тоа со добри познавачи на неговото творештво и неговиот лик. Затоа останете со Тилма, следува разговорот на Горан Петревски со режисерката Зоја Бузалковска и секако со актерот Драган Спасов Дац. Довидување од мене.